Здраво, здраво! Ние сме повторно во главниот град и тоа во центарот на Скопје. Гледате гужва, така е впрочем во главниот град. Ние сме во срцето на Скопје, во скопската населба Капиштец, за да провериме уште една многу убава ризница на вкусови. Ловиме добри комбинации помеѓу добра храна и добро македонско квалитетно вино. Она што му фали на главниот град, постојано се жалиме дека сме затворени некаде во некакви згради, постојано сме во некои станчиња, ни фали воздух, ни фали чист воздух. Ретко кој во Скопје може да се пофали, барем во овие времења, дека има двор, но затоа постои еден прекрасен објект, каде што денес сум наумил да ве однесам, каде што ги збира сите оние луѓе на кои што им е потребен двор. И тоа не е обичен двор, туку градската кафеа на двор, која што на сите оние кои што сакаат да спојат добра храна, добро вино, добра дружба, им нуди двор за цело Скопје, но и за сите оние туристи кои што сакаат да уживаат во дворче. Ајде да видиме што се ни крие градската кафеа на двор. Ајде по мене. Во минатото скопските дворови беа синоним за главниот град. Пред во Скопје да се населат зградите, висококатниците, солитерите и блоковите, по скопските дворови растеа леандри, сардели, трендафили и кринови. По старите скопски дворови растеа и дрва јоргован, имаше низ Дебар Мало, на булевар Јна, во Ѓанска, во Црниче, Влае, Пржино. Пред дворовите имаше диви костени, а Скопје најубаво мирисаше на липа. Во дворовите трча и си играа деца, се правеше ајвар и сладко, се пиеше ракиичка и мезеше скопски јабучар. Денес на местото на дворовите никнаа нови згради и трговски центри. Денес Скопје е се, само не место со дворови. Денес е административен главен град, каде нема место за мирен малски живот во двор. Денес брзаме, итаме да го пофатиме денот, денес сме во гужви, денес ретко кој има среќа да седне во скопски двор. Затоа вистинска привилегија е да се биде повторно во него, во кафеа на двор, во скопски Капиштец. Виктор, фала прво што не прими овде, да ти бидеме твои гости и да презентираме сето она што двор го има многу нешта што се кажат. Пред да почнеме да правиме муабет за најубавите нешта, вкусот на виното и на храната, ајде да ми кажеш за почетоците на двор. Кога почнавте, кога беше отварањето и дали се сеќаваш на првиот ден како помин? Отварањето беше 2020, 28 мај, во време на корона. Почетоците беа малку потешки. Нормално во сред корона беше тогаш многу тешко. Како и да е, почнавме тешко и се подобро и подобро е моментално. Добро, дојде ли луѓе на отварањето? Дојдоа, премногу луѓе дојдоа. Од тогаш се повише и повише се развиваме и све подобро и подобро. Како дојде, бидејќи ти си од првиот ден во целава приказна, овој објект пред тоа си имаше и други брендови, како дојде до идејата воопшто да се направи екипата на двор, особено во такви тешки времења кои што е короната, најтешкото време за угостителството, не само во Македонија, во целиот свет. Како се собра, како имаше ли ентузијазам дека иако е корона ќе се успее? Да, имаше. Нашиот сопственик е малку повише од ентузијаст и се реши сам да отвори. Малку со инат, малку со не и тргна како што тргна работава. Предоставам добра екипа. Екипата е цело време иста. Супер си екипата. Значи си функционира, да. Јас во најавата кажав дека во суштина ако нешто на Скопје му фали, нели стално викаме ни фали воздух, ни фали бидејќи сме сите во станови затворени повеќето од нас, дали ова двор за сите оние кои што немаат свој двор да уживаат во Скопје? Ова е двор, значи, за сите возрасти, за сите прослави, дали се семејни, дали се матурски, секој е добре дојден кај нас и секој убаво и преубаво си поминал. Виктор, што е она, ајде да почнеме од храната, кое што ја знам дека преска кога разговаравме рече се е добро, меѓутоа речам некои 5-6 јадења кои што по тебе сметаш дека се препознатливи за објект. Па препознатливи најпродавано е ребро во фурна, потоа телешки бифтек во сач, имаме пастрамајлија прекрасна, пастрамајлија двор, имаме мезе двор, тоа е кој пробал знае,
да не се ограничувам. Тој што не пробал, што е Тој што не мезодор? пробал ќе види. Одлично, супер. Значи тоа е претпоставувам Точно, тоа е Една- сланина, печурки, павлака, супер. преубаво нешто. Тоа добро оди со ракија, а може и Со добро. све оди и добра со муабет. комбинација. Со муабет. Добро. Кога сме кај муабетот, да речам, кои се да речам редовни гости во двор? Што е таргетот? Дали се тоа претежно редовни гости, имате нови гости и што е со туристите? Има ли туристи кои што? Да, туристи има се повеќе и повеќе. Редовни гости си имаме стандардни, нормално сега малку е проблем, мора да биде све со најава, но сепак сите се услужени и угостени и си заминуваат среќни од кај нас. Како реагираат, кажеме, туристите, странците? Ние сме познати по, нели, полни чинии, кај нив тоа малце кој ќе Да, одиме. малку се прејадуваат некогаш. Меѓутоа се доволни, така? Што најмногу нарачуваат, да речем, странците? Зависи од каде доаѓаат. Најмногу бифтеци, кои се од друго место пилешко, Да. А кажи ми, традиционална храна, ајвар, пинџур, кои се така дојдени за традиционално. значи они се сурфуваат, си гледаат што е Да, македонско. секој да. Менито е многу обемно, затоа и све се троши. Колку да речеме, бидејќи го спомнавме тимот на почетокот, колку еве келнерот е значен во на што ќе Келнерот е нарачи? најзначен, бидејќи онако не може да продаде, Чабе е се. точно, да. Дали странците да знаат да кажат што ќе ми донесе келнерот, тоа ќе... Па Ќе да, пробаме ли? зависи. Секогаш има и едноставни и комплицирани гости. Тоа е, значи, релативна работа. Но гостите се гости. Точно. Сега малку да зборуваме, нели, Македонија е позната по добра ракија, по добро вино и претпоставам дека добар дел од странците доаѓаат и за да пробаат, нели, локални македонски вина, македонска ракија како аперитив. Во Македонија винската култура е се побогата, зборам и за домашните, Да. и за домашните гости. Веќе луѓето знаат како да искомбинираат добро вино со добра храна. Колку вашиот персонал е обучен да едноставно даде предлог што со што се комбинира и да, бидејќи ние по цена и квалитет, особено за вино, Да. мислам дека сме на овие простори ненадмашни. Колку знаат, еве самите луѓе од двор да им препорачаат. Нашите вработени се едуцирани во таа смисла. Сепак, тој што нарачува треба да се разбира за да може да нарача. Вино се повише и повише се пие, се зависи од периодот, дали бело, дали црвено. Сепак, ракијата си е на прво место, па виното, ама кај да е, се тука некаде веќе. Значи вие активно учествувате во изборот на Точно. гостите, доколку тој побара се развива. Зависи кој како гостин, ви кажувам, сите се различни. Не можеш на некого нешто да му наметнеш, ако не сака тој. Можеш да пробаш, не може да... Да, но многу ми е важно мене каква е реакцијата на некој странец кој што првпат пробува. Од македонски вина се презадоволни. Никогаш не барат странски вина, секогаш барат македонско. Сега зависи од тој што го служи, какво ќе му понуди. Зависи од тоа што ќе нараче за јадење, тоа ќе му понуди. Меѓутоа им се вкусни, реално, Превкусни, да. да бидеме реални и со цената, реално со квалитетот, особено ако доаѓаат, да речеме, туристи од дестинации каде што традиционално ние знаеме дека имат добро вино. Да, речеме, не знам, на Франција или точно, да. Изненадени се, нели, во однос Нормално, на квалитетот на Точно. македонското вино. Стварно се изненадија од квалитетот на виното. Изненадени ли се тоа дека кај нас во ресторан или во кафеана не се седи 30 минути, саат Да, и тоа да се се најаде, изненадени, да. туку се седи за да се живее. Не знам дали ние валјда имаме посебна култура за да уживаме во седењето во ресторан, во кафана. Кога ќе дојдат странци кај нас, го прифаќаат и они тоа. Нели малку гледаат чудно, разликата. невообичаено? Невообичаено, но гледам Да, дека дека ја прифаќаат и таа брзо се култура. навикнуваат они, Веднаш да, се не навикнуваат, не име проблем да ни прават Така. друштво со саати. А кажи ми, начекуваат ли, да речам, странци музика во живо, да речам? Нормално, дури прават видеа, снимаат, восхитени се од атмосферата, ставаат сторија од кај нас. Поготово кај нас кафаната е за да си поминеш убаво за весело. Дворот е отворен за сите. Точно така. Ти благодарам за гостопримството, ќе видиме што се ќе ни подготвите и ви посакувам успешна работа. Ви благодариме на вас.
Во продолжение зборуваме со Магдалена Трипуновска, која што е, да кажам, шеф овде на целиот овој објект заедно со своите колеги. Благодарам што зборуваш за Сител и на почетокот кажи ми колку е тешка твојата работа. А колку е задоволство? Задоволството е големо. Кога се сака нешто, ништо не е тешко. Така, меѓутоа, овој објект може од денеш да прими колку над 400-500 луѓе, се создавали во кујна еден позитивен хаос кога треба да се опслужат толку многу луѓе. Да, секако дека се создава, ама го совладуваме тоа некако. Кажи ми колку луѓе најмногу може да видите во кујна, да речем во шпиц кога е? Колку луѓе работат во кујна? Да, кога е најголемата гужва. И како сте синхронизирани? 6-7 луѓе, да, максимум. И без проблем функционираат? Функционираат без проблем, да. Нормално има некој ситен проблем, цело време работиме со луѓе, нешто не е во ред секогаш кај некого, ама важно е да се реши тоа и да си отидат гостите задоволни. А што најмногу сакаат, да речем, вашите редовни гости да јадат во двор? Што најчесто нарачуваат? Месо. Па генерално што најмногу нарачуваат? Генерално оваа плескавица и реброто во фурна се топ производи со свинското филе. Ова е нашата плескавица полната со кисели краставички, сланина, кајмак, послужена во лепче, како тањерче лепчето. Изгледа вкусно мора ти Многу е вкусно, ќе мора да пробате подоцна. Да, обавезно. Рече ребро? Да, реброто во фурна спремено, свинското филе, ова е телешки бифтек. Тоа е интересен, извини ќе те прекинам, затоа што во суштина телешкиот бифтек го подготвувате пред гостите. Да, да. На отворено го припремаме пред гостите и свинското филе и телешкиот бифтек. За луѓето да видат како се спрема и повкусно е така да се јаде. Какви се реакциите на Гостите се восхитени, снимаат. Добро, ова е време на Инстаграм, на ТикТок. Луѓето сака да се пофалат дека добро и јадат. Колку вие се трудите околу гостите да едноставно им препорачате добра храна да искомбинира со добро вино? Ние секогаш се трудиме да бидат гостите задоволни, да изберат вистинската храна, им помагаме во тоа. И исто тоа и со пијачките, истото станува збори за виното. Така, бараат ли совет или најчесто луѓето што доаѓаат знаат што сакаат да нарачаат? Па зависи до луѓето. Си има луѓе што си знаат што си пијат и си го нарачуваат тоа. Има луѓе што сакаат да им помогнеме, да им понудиме. Има луѓе што исто така се интересираат, нешто ново да не има, да не знаат нешто и не прашуваат тука. Да, колку се подготвени Магде да пробуваат нови вкусови? Пред време плескавицата е плескавица, може би има во сите објекти, бидејќи миленото е застапено, но еве кајава се нешто промена, да. поинаку. И се ти ако му речеш ваква плескавица двор, а тој сака стандардна, дали се подготвени, сакам да кажам нешто ново да пробаат? 80% да. Се има некои 20% што пребираат, да речеме, нели, си знаат што си јадат и не сакаат на тоа да одат. Но има доста луѓе што сакаат да пробуваат нови вкусеви. Да. И кои што веруваат на професионалци и велат, ајде дајте тоа што вие добро го правите да го направите. Во двор често е гужва, често има музика, често има друштва, често има екипи. Имаме музика од денска музика. Има од четврток до недела. И вечерна музика имаме секој ден освен недела и понеделник, од вторник до сабота. Значи вие сте во ситуација се борите помеѓу гостите и музиката да видат сите устужени. Да. Но добро, кога има музика и добра храна и добар пијалок, претпоставувам дека се е полесно. Се надеваме дека е така и дека се оди како што зборуваме убаво. Така. Ти благодарам, Магде, и се надам дека ќе поттикнеме многу луѓе кои што не били, ако повеќето го посетиле да дојдат кај нас и да пробаат се, освен ова што е на масата, има и многу други работи, предјадења, салати, предјадења, други врсти на месо, да ги пробаат нешто што не пробале да видат. Благодарам. Фала ви на вас.